А како да речам? Теснецот сам го отвори. А како да кажам? Зборовите се излеани веќе, непорачани, само надојдени. Јасмина, ова е еден стих од твојата нова книга, Анатомија на речта, која што неодамна ја промовиравте пред јавноста. Што љубителите на пишаниот збор имаат можност да прочитаат во Анатомија на речта? Анатомија на речта е всушност еден светилник. Пораките кои што се внатре се доста морални и е целта на книгата да се добие одговор за тоа зошто се уште се ослонуваме на материјалниот свет, зошто не гледаме вистинската вредност и покрај се и после се. Се чувствувам како некој физичар навлезен во својата лабораторија, барајќи ја смислата на сето тоа, барајќи ја смислата на животот спроведен низ материјалноста, а на крај толку емотивно да навлези, да побара врската помеѓу читателот и себе, за да воспостави некаков контакт за одговор дека да се спознаеш самиот себе преку сознанието кој си, како си и зошто си, го трасира мојот пат за понатаму. Промоцијата на книгата се одржа преку еден хуманитарен настан, а средствата собрани од продажбата на вашата книга ќе бидат донирани за набавка на апарат за децата со цистична фиброза за клиниката во Скопје. Иако беше настанот предвиден да се одржи во март, сепак заради трагедијата што се случи во Кочани, истиот се одржа во месец април. Настанот требаше да биде на 16.3. Меѓутоа, заради огромната загуба која сите не измести буквално од колосек, беше одложен. И овој настан кој се случи на 6.4. во хотел Лимак беше некако добар, меѓутоа посветен на почеток на жртвите од Кочани, на загубените личности од групата ДНК, затоа што не само како должност, ние сме луѓе кои што треба да ги правиме работите како треба, достојно да го изработиме секој таков настан кој што треба да се случи, без разлика дали тоа било на 16 зошто е одложен. Треба да се посвети доволно внимание на она што значело во нашиот живот. Пораснавме со нивната музика, живеевме со нивната музика и мислам дека се уште ќе живееме. Огромна е загубата на сите тие ангели кои отидоа. Не можам се уште да се соземам од сето тоа. Меѓутоа, преку потребно беше и она мој ветување за децата со цистична фиброза при клиника Скопје, зашто се собраа доволно средства од самиот настан и ќе се купат не еден, туку два апарати. Така да презадоволна сум како помина случувањето во хотел Лимак и луѓето кои што таму дојдоа, доследно успеавме да го направиме да биде еден убав настан за паметење, сепак и тажен, и весел, меѓутоа требаше да се случи. Минатата година прославивте 10 години творештво, веќе сме во 11-тата. Кои се делата што досега ги има напишано Јасмина Јошевска? Почнувајќи од Долина на солзите, Клавирот на животот, Од чешмата на времето, мини новела Остани, преведена и на англиски јазик, На врв и на дно, Од до, Димензионално послание, Крајот нема крај, и ова е веќе 11, ќе заборев книгата за деца. Тоа е Сандали без пари и оваа книга Анатомија на речта. Јасмина, колку младите во денешно време сакаат да читаат книги? Има ли интерес? Па очигледно дека има, затоа што се повеќе некако се чита, се повеќе се бара дело повеќе. Затоа и се ослонувам да продолжам понатаму, да не застанам. Затоа што се бара, се нуди и гледаат дека има нешто да се прочита, потоцна го ставаат како подарок, гледам дека се дава. Постојат групи кои што ги следам и задоволна сум каков одраз има самата книга. И за крај на нашиот разговор, што е следно? Дали можеби работите на ново дело? Што да очекуваме ново од вас? Никогаш не се знае што е следно, затоа што самите моменти кои понесуваат, дали ќе биде поезија, проза или повторно книга за деца, се случува некако спонтано, неочекувано, се до моментите кои што ќе надојдат, така да се надевам за една година. Понекогаш знаат да се две дела, понекогаш едно. Нема правила во сето тоа, меѓутоа
продолжувам понатаму, нема запирање на едно исто место. Јасмина, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро и ви посакувам многу успех во иднина. Ти благодарам.